42 фирми од градов ќе добијат грант за самовработување кој државата им ги дава за осовременување на процесот на производство. Ова е само една од мерките кои Агенцијата за вработување ги реализира со цел да се намали невработеноста, но и да им се овозможи успешен старт на новите сопственици на фирми. Во соработка со UNDP тие посетува обука за предприемништво и со помош на консултант изготвува бизнис планови. Денеска подпиша и договори со Агенцијата за вработување во кој се прецизирани условите и начинот на користење на средствата. Интересот во Прилеп беше голем, посебно за самовработување, од кои имавме апликанти 185. Од нив веќе почнува реализација, кои 42 договори веќе се подпишани, се очекува уште. Значи, лицата што се пријавуваја до 29 години има 5000 евра, од кои тие 5000 евра се во опрема. Лицата што се на 29 години добиваат 4000 евра исто во опрема. Ова е само една од фазите на овој проект, односно нема да се запре само на оваа бројка од 42 фирми. Ке следи и друга фаза, се со цел да им се помогне пред се на младите бизнисмени, за кои и условите се поповолни, надополнува Младеновска. Во поднесените апликации до Агенцијата за вработување имаше шареноликост на идеи и започнување на нов бизнис. Тие средства се добре дојдени, ако се има во предвид дека сите лица се моментално невработени и сега започнуваат свој собствен бизнис. Мојот проект е отворање на адвокатска канцеларија, која што ќе биде сместена тука во Прилеп. Отворени јавни повици има се уште за мерките за обука на работно место за познат работодавач, обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, како и проекти за самовработување со кредитирање и кредитирање на правни субјекти. Сите овие програми имаат влијание врз намалувањето на невработеноста, а тоа го покажуваат и официјалните податоци на Државниот завод за статистика. Така, во вториот квартал од 2018 година стапката на невработеност изнесува 21,1, а во истиот период од минатата година изнесувала 22,6. Очекувањата на агенцијата се дека овој тренд на намалување на невработеноста ќе продолжи и во иднина.